во нашето студио со уште еден наш интересен гостин. Верувам ќе го задржи вашето внимание, а и ќе ви инспирираме доколку се уште не сте си ја набавиле неговата последна книга, да си ја набавите, па убаво од срце да се изнасмеете. Добре ми дојде. Види сега која сакам да те најавам со се она што нели зад себе го имаш, па така што и би сакал да споменам и во најавата ќе кажам дека во студио ни е Зоран Спасов, основач на фондацијата Македоника, чија што цел е зачувување, негување и промовирање на македонскиот јазик и култура. Имаш интернет страница makedonika.mk, каде што има околу може и над 2000 бесплатни наслови, зборуваме за е-книги, основач на првиот приватен весник во Македонија, Огласник М, се сеќаваме сите на тоа. На првиот и единствен таблоид М-експрес, се сеќаваме и на тие жолти текстови, интересни, смешни, некогаш и интересни содржини, нели? Продуцент на популарното ТВ шоу Џандар збира, а во 1995 година избран за менаџер на годината во полето на културата. Пишувањето книги, пасија од пред неколку години и ќе ги спомнеме вака. Тип Штркот, иначе не е тип, него така има пцовка една од 2009, никогаш некаде, односно некогаш некаде 2012, Тито мојот предпоследен херој во 2020 и Торонто Експрес и оваа последната, нели, за која што многу повеќе ќе се насочиме. Намерно не ја споменувам затоа што сакам малку и на Торонто Експрес да споменеме, малку повеќе податоци за таа книга која што навистина предизвика големо внимание, еуфорија кај оние кои што сакаат да читаат, оние кои што и сакаат нестандардна литература, нели, но и со самото тоа што Торонто Експрес има и представа според книгата која што се уште актуелна и во моментот. Од кај да почнеме? А немаме многу време. Повели. Тито ќе го прескочиме. Тито ќе го за следна прилика. За следна прилика Торонто Експрес е интересна приказна затоа што тоа е еден апдейт на таа Т Штркот книга. Тоест морав ја уште еднаш да отидам во Канада за да го апдейтирам тој текст затоа што е неверојатен. Мислам тоа луѓе не веруваат дека е вистина, таму што е напишана, тоа е урнебесно комична, меѓутоа има и трагична позадина затоа што зависи како ја читаш книгата. У меѓувреме Микич, кој всушност и го игра главниот лик у представата, на мое одобрување некако аплицира во Министерство за култура и тој текст доби изим од Министерство за култура за прв пат без врски, без други активности. Браво. И едноставно за неколку месеца ја поставивме лани во декември на сцена на МНТ, на малата сцена, и од тогаш веќе нема карти за таа представа. Да. Тоа е една урнебесен хибрид представа помеѓу монодрама, презентација, стендап, значи еден нов облик на представа. И као таков живее, а книгата е исто. Меѓутоа книгата треба да се прочита, а представата мора да се гледа, затоа што различни се главниот лик, различен е крајот и така натаму. За да комплетно се доживее, така ли? Да, и многу од коментарите се, нели, првиот пат се смееш кога ја читаш, вториот пат малку те боцка и малку и солзи. Да, баш така. Џабе живиш у Скопје. Еуфорично беше прифатена промоцијата и пост промоцијата, нели, и самата книга, затоа што што се обработуваат приказни, нели, од Скопје и исто така е нели, пост овие книги за кои што зборуваме дефинитивно во очекување и кај читачката публика и оние кои што веќе ја следат твојата работа како писател, но и тука се и ликовите кои што нам не се многу добро познати. Јас ќе ја презентирам вака насловната тема, веројатно прочитавте, а она што треба да го направите е да ја прочитате. Супер промоција. На кога беше? 16 да, одма после ослободувањето на Скопје. Промоцијата, да кажам дека не ја најавивме ни у медиуми никаде и сите знаевме. А 600 души дојдоа, претесно беше интернетот, мислам да ги совере сите, неочекувано, буквално имаше повеќе од половина што уопште не сум ги поканил ни на Viber ни на ништо. За книга не вообичаено голема промоција. Сигурно придонесоа и овие 3 музи што се на насловната, имам ја десетина музи за книга кои ми биле инспирација, меѓутоа сите се почитати, освен овие тројца, затоа тие се всушност и на насловната. Носители на насловната. Носители, да. Инаку книга е интересно, вака изгледа мала, меѓутоа мене ми треба сигурно околу 2 години да напишам. 50-60% од тие изрази, идиоми, афоризми, она се тие што ги користам, што ми се пренесени мене со генерации, или јас што сум си ги смислил, има нешто сум чул, нешто сум запишал, малци имам украдено негде чат пат лево десно,
Меѓутоа, све тоа со цел да се направи едно, мислам, ова е исто хибриден модел на литература, еден лексикон на изумрени, подзабораени и така натаму изрази што се користеле одека со децении, со години, со векови. Спомна 2 години се пишувала, а знаеме дека пред кога беше година е Торонто Експрес. Да, напоредно работиш на повеќе дела? Да, и сега Браво. работам, да. Па некако имаме непишано правило со литература МК, кај што всушност и се продава книга по некоја символична цена, да секој ноември вадиме нов текст. Интересно е што веќе почнавме разговори за до година, ја имам 2 некои проекти у таква зародиш, у иницијална фаза, па ќе видиме што ќе излезе. Ама според тоа што ми го кажуваш, сакаш да ги поврзуваш некако, си се надоврзува самата приказна, сакал ти или не? Ненад, сите книги мене ми се одолжување кон нешто. Така да и ова е за Скопје, она е за Тито, она е за Торонто и така натаму, така и следните книги ќе ми бидат одолжување. Така имам некоја потреба да се одолжам. Да. По кој принцип се селектирани и правени текстовите, редени за оние кои што еве вака треба да ги заголицкаме, да ги заинтересираме? Што се може, какви тематики има и како се распоредени во самата книга? Основата на сите мои книги е хуморот и емоцијата. Затоа што и во литературата, и во представите, и у филмови, најтешко е да го насмееш човек. У филмот до душа е лесно, зашто со гек, со дткање, со она ќе го насмееш. Меѓутоа, со текст пишан, некој да се подмоча од смеење, тоа е стварно врв на пишувањето за мене. Така. Ги спомнавме носечките ликови, со некој од нив си имал соработка, го спомнавме Джандар Збира, тука веројатно од тоа време сте пријатели со Игор Джамбазов. Зошто вие другите? Па трендо беше и главен... жививе да ги обработиме. Да. Трендо беше главен виновник што ја почнав да пишам. Одно време ми нарача некој текст за Офнет, ја у Канада тоа време бев. Пиши нешто страница 2, така интересно, забавно. И ја седнав, пишав и искочи 80 страни као што напишав. И после он ме гураше, ме буткаше, да кажам, на литература, ме гураше низ неговиот сајт и така натаму, и тој донесе еден интерпланетарен успех, што викаме, таа книга првата. А со Бранко мене ми е олицетворение на добар хумор, а оваа книга е посветена на скопскиот хумор, да кажам, затоа што е всушност главната тема е да се долови таа шеговиност на скопјани, што според мене е една од најдуховитите нации сме и као град и како нација во светот. Останавме ли такви? Само тоа ни остана. Значи, хуморот ни остана, го имаме уште? Го има, и во ова време не време? Го има, додуше сега преоѓа у црн хумор. Ама сепак остана. Да. Ја покажав и корицата и сакам да споменам, верувам и ти сакаш, се е осмислено и се е направено како што треба и не случајно изгледа вака, па чие дело е? Делото е на легендата на македонското цртање Тхемичо, битолчанецот со голема брада што личи на Зизи Топ. Инаку, прекрасен човек, он ги работеше сите на Торонто Експрес илустрации и можам да кажам дека толку е одушевен од ова што се прави. Значи, дојде времето од битолчанец да не му наплаќа на скопјанец за скопска приказна или прича. Се изврте време. Да, ова е стварно невообичаено. Покрај книгите, како е насочува својата работа и енергија? Еве, го спомнавме уште на времето и ТВ шоуто Джандар Збира, можеби нешто ќе излезе во следниве години. Можеш ли, се наоѓаш ли повторно во тој дел? Полека го напуштам тој медиумскиот дел, да, мислам сите знаеме како е со медиуми од држава. Меѓутоа, на полето на културата имам уште многу што сакам да кажам. Сега нескромно може звучи, ама стварно имам амбициозни проекти. Да, според пишувањето, но и убав и амбициозен проект е Македоника, со кој што почнав и споменав. Да, за жал да. Затоа што тоа е еден стварно доблесен, благороден проект што не најде некои разбирања помеѓу институциите. Но стои како такво и како идеја и како и поставена. Страната се стои, книгите може да се најдат таму, рековме наслов. Таму има 80 лектири, 2000 наслови, сите се бесплатни, сите се со регулирани авторски права. Едноставно секој може да пристапи бесплатно да ги чита. И на крај, џабе ли живиш од Скопје или не е џабе? Па на ивица е, да ти кажам, на ивица. Пошто многу се оцелија, затоа прашам. И многу се доселија. И многу се доселија. И многу ни стана хаотично Скопје, како го одбравме денов со разговоров, да, буквално ни е хаотично.
Така. Но ние ќе се снајдеме и ќе испливаме, како и секогаш. Да. Ти благодарам многу. Фала Ми беше на- чест фала што беше гостин во нашата утринска. Секогаш сме тука за сите твои нови дела. Ако ништо друго, хуморот нека остане, како што рековме, и присутен е се уште, а новите дела преку нив и ќе го пренесуваш, сигурен сум, уште во многу изданија следниве години. Фала.